Предметот за случајот Мазут не е завршен. Ке се разгледува приговорот од ДСМ, а доколку се утврди неправилно ценење на доказите, тој може да биде вратен на повторно одлучување, вели за неделникот Фокус републичкиот јавен обвинител Ненад Савески, кој потенцира дека доколку произлезат нови докази и нови околности, постапката може одново да почне и тоа според него е единствениот легален начин да се дојде до правдата и вистината. Сакам да напоменам дека јавно-обвинителските одлуки не се пресудена работа. Доколку произлезат нови докази и нови околности, постапката може одново да почне. Важно е да се истакне дека обвиненијата секогаш треба да бидат засновани врз основа на докази, од кои тоа обвинение би се докажало пред судот надвор од разумно сомнение. Исто така, доколку во текот на кривичната постапка судот донесе ослободителна пресуда и таа стане правосилна, тогаш тоа е пресудена работа. Доколку се утврди неправилно ценење на доказите, тој може да биде вратен на повторно одлучување. Во меѓувреме нови скандали поврзани со ТЕЦ Неготино продолжуваат да ја брануваат јавноста. Од Државната комисија за спречување корупција информираат дека до јавното обвинителство поднеле пријави против поранешни директори на електраната кои истовремено земале и плата и апанажа. По статусната промена при соединување на акционерско друштво АД ТЕЦ Неготино кон АД Електранина Свена Македонија Скопје, по престанок на функциите како членови на управниот одбор, овие лица останале во равен однос во акционерско друштво, што било незаконски бидејќи вработувањето во трговските друштва во државна собственост единствено преку јавен оглас. Лицата добива средства во вид на апанажа врз основа на менаџерски договори во висина од целосни 12 плати, што представува дополнителни приходи на редовната плата која ја добивале, што значи дека како вработени во акционерско друштво би добила редовна месечна плата и плюс една плата согласно менаџерски договор. Од антикорупцијската комисија дополнително соопштија дека 43 именувани или разрешени функционери во февруари не ја исполниле законската обврска за пријавување на имотната состојба и судирот на интереси, поради што против нив ќе бидат издадени прекршачни платни налози.